Добро ден на сите. На почетокот едно извинување за доснењето на оваа, да ја наречам, пресконференција, меѓутоа навистина дебатата на првата конституционална седница на Дипломатскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз беше опширна, многу корисна и тоа е причината за ова доснење. Значи да почнам со таа вест. Денеска го конституиравме Дипломатскиот совет. Веќе претходно во јавноста соопштивме дека основна задача на ова тело, на овој форум, ќе биде да прави анализи, согледувања, предвидувања во сферата на надворешната политика. Во него партиципираат поранешни амбасадори, актуелни дипломати, поранешни носители на високи државни функции кои што имале допирна точка и искуство со надворешната политика, и членови на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа како гости и луѓе кои што партиски не припаѓаат на нашата партија, меѓутоа со својата стручност и знаење може да дадат свој придонес. Сакам да го искажам моето огромно задоволство. Можевте и сами да се уверите дека собравме ретко компетентен состав за дебата на тема од надворешната политика. Ќе си го земам правото да кажам дека мислам до сега дека на едно место, освен во Министерството за надворешни работи, кога по службена должност се повикуваат амбасадорите, ваков состав немало. Темата која што беше денеска дискутирана е многу актуелна, многу битна и исклучително значајна. Тоа е извештајот на Европската комисија и предизвиците со кои Република Македонија се соочува после него. Имаше навистина бројни анализи, бројни согледувања, исклучително корисни за нас, како за политичка партија, кои ќе ги имаме во предвид во дефинирањето на нашите политички ставови во наредниот период. Карактерот на ова тело е такво што не се носат формални заклучоци, тоа се остава на политичката партија, значи на Социјалдемократскиот сојуз. Само во 3 реченици ќе кажам дека делот веќе промовираните од наша страна политички партиски определби уште еднаш се потврдија, овој пат и на ова експертско ниво, а се разбира беа искажени и многу корисни работи од аспект на она што допрва не очекува. Република Македонија се наоѓа пред историска шанса. Со една одлука, значи можеме да станеме и членка на НАТО алијансата и да ги отпочнеме преговорите со Европската унија и на тој начин да ја зацврстиме, забетонираме и дефинираме иднината на нашата земја. Тоа е едното, позитивното сценарио. И второто, кое што никој не го посакува, тоа е она негативното, при неповолен исход во Брисел во декември, да влеземе во една целосна неизвестност и можеби со тек на време да се увериме дека ова не било најголемата, туку во еден подолг период и последната шанса на Република Македонија за ваков крупен ишок. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз го знаете, јавно го соопштивме во повеќе наврати, ако сакате ќе го повторам уште еднаш денес, а тоа е дека ние, ценејќи кои се вистинските национални и државни интереси на нашата земја, ќе поддржиме секое решение кое што е прифатливо за премиерот Груевски, кое што во себе содржи гаранции за зачувување на националниот идентитет на македонскиот народ, односно именување на нашиот јазик и нашиот народ како македонски. И тоа е максимумот конструктивност што една опозиција може да го понуди. Доколку има прашања, стојам на располагање. Што ќе преземете после ако Македонија остане кандидат? Значи, ова е период во кој што целосно сме фокусирани, максимално ангажирани во онаа мера во која што една опозиција може да биде, да помогнеме на седмија се случи позитивен исход. Што ќе правиме ние при неповолен исход на самитот во Брисел во декември ќе соопштиме после него. Некои си членовите на Советот истакнати дипломати, некои не го споменат. Ја мислам дека можете да го добиете целиот список. Не е тоа никаков проблем. Господин Црвенковски, вчера со лидерот на ДУИ јавно се кажа, мислам, он со негови тврди дека не се заинтересирани за предвремени избори. Сценариото кое што може да се случи по 7 декември, рековте дека не ќе да зборите многу, меѓутоа ако ДУИ не сака предвремени избори за кување владата, како може да се изрази тоа? Ќе мора тоа прашање го поставите во ДУИ. Што ќе прави ДУИ, как намери има ДУИ
во едно или во друго сценарио, значи апсолутно немам намера да ги предвидувам нивните потези. Вчера споменавте дека е можно и нели предвремени, СДСМ да бара предвремени, тогаш како ќе го изведете тоа? Значи, одма да сообштам. Социјалдемократскиот сојуз е подготвен за избори кога и да се случат. Меѓутоа, друго прашање е дали за Република Македонија во овој период е корисно да има избори. Ми имавме една таква ситуација после Букурешт, кога имавме директна понуда од страна на тогашната американска администрација од највисоко ниво, да во периодот од 3 месеци се стават на услуга и да ни помогнат да дојдеме до позитивен исход во преговорите со Република Грција. Наместо да искористиме таа шанса и можност, ние отидовме на предвремени избори и дефинитивно ја изгубивме. Сега имаме нова ситуација. Значи, доколку сериозно се испреговара, доколку се дојде до некој решение, како што реков пред малку, стануваме членка на НАТО алијансата, ги отпочнуваме преговорите со Европската унија. Иднината на државата е осигурана. Ако ова не е доволен предизвик за актуелната власт и за премиерот да направат се, не само да направат се да се обидат, туку да направат се и проблема да се реши, тогаш не знам што може да биде поголем мотив за функционирање во тој правец. Разговоравте ли се извинам денеска на дипломатски сојуз, дали според констатирањето на според искањето на чиновите на вашите дипломатски сојуз е можна варијанта да не се реши до 7 декември, да се добие некако прелонгиран, односно рок за решавање неколку месеци, со гаранција дека ќе се реши до тогаш, а Македонија да добие датум. Или мислите дека ова е невозможно сценарија? Сите сценарија се невозможни ако ништо не се прави на тој план. Ние овие денови во неколку наврати слушнавме од представници на владата дека посакувано сценарио е словенечко-хрватското. Се поставува прашање, работи ли некој да се достигне една таква ситуација, да такво нешто биде применето? Се преговара ли? Ако не јавно, тајно? Има ли канал со медиаторот, со Брисел, со Атина околу тоа прашање? Ако нема никаква иницијатива, ако нема никаков предлог, ако ништо не се случува, а мислам и сите гледаме дека ништо не се случува, тогаш било какво сценарио е невозможно. Значи, повторно што ќе направи СДСМ, ако веќе така црни се сценаријата, ако се цјало, сигурно имате план Б? Да, немаме план Б, имаме план А. Кој е план? Ќе го соопштиме кога ќе дое моментот за тоа. Благодарам многу.